согласите дека како резултат на блокирањето на сметките на ФЕНИ од страна на вашите фирми, 1000 вработени ќе останат без работа? Значи, тоа не само што не е точно, него тоа е една дрска лага и конструкција на некои опозициони медиуми. Јас ги слушам еве вака овие денови, значи вистината е дека ФЕНИ има финансиски потешкоти. Значи ФЕНИ беше блокирана од страна на Silk Road банката и од страна на другите банки, тие бидејќи не ги исполнувале своите финансиски обврски према банките прво ги имаа блокирано, понатаму следна блокада настана од страна на добавувачот на руда од Албанија и апсолутно, значи, владата е посветена, интензивно разговараме и со собственичката структура на ФЕНИ и со менаџерскиот тим на ФЕНИ да изнајдеме решение како овој проблем да биде разрешен. ФЕНИ е голем индустријски капацитет, ние бевме посветени на неговото решавање. Морам да ви кажам дека вчера беше исплатена платата према работниците, сите работници секој ден одат на работа, ниеден работник нема да биде испуштен, фабриката не престанала, значи, да работи, таа само го намали својот капацитет за момент, за некој одреден период, но ние посветено работиме на тоа и ќе најдеме решение како да му помогнеме на комбинатот да продолжи да работи све што е во капацитетот на владата. Но мораме да кажеме дека слободниот пазар и приватните субјекти и менаџментот и собственичката структура на компанијата мора прво да дадат решение, бидејќи државата не може да се меша во сите операции на приватниот капитал. Државата може да помогне во капацитетот таму каде што таа има моќ. А она има моќ преку одредени мерки, може би да помогне краткорочно, но долгорочно треба собственичката структура и менаџерскиот тим да понудат решение. Ние како влада ќе направиме се да капацитетот ФЕНИ продолжи да работи и да тие граѓани на Република Македонија од тој регион и понатаму чувствуваат сигурност во фабриката, а нормално и влијанието на еден таков индустријски и металуршки капацитет како што е ФЕНИ е значаен за целокупното економско живење во државата. Ви благодариме.